Одиме и со третата тема и третиот разговор за денеска во Македонија. Наутро, Академијата за банкарство и информатичка технологија во нашата земја постои за да обезбеди специјалистичко и дополнително образование преку кое професионалните кадри ќе се доусовршуваат и ќе ги применат најновите методи на работа и иновација. Со мојот следен соговорник, доцент доктор Синиша Наумовски, извршен директор на АБИТ, Академијата за банкарство и информатичка технологија. Ова утро во Македонија наутро ќе најавиме два настани кои што предстојат во следниве недели. Синиша, прво добро утро и убав почеток на новата работна недела. Добро утро, благодарам на поканата, Ванко. Ке започнеме поред, треба да ја најавиме третата меѓународна конференција, но и деновите на финансиска писменост, односно активностите поврзани со деновите за финансиска писменост, каде што се вклучува токму и вашата академија. Ајде прво ќе почнеме од ова, бидејќи во петок е самиот ден кога ќе се одбележи, па потоа ќе одиме и да ја најавиме конференцијата. Точно така, ние сме учесници во деновите на финансиска писменост, во делот на контролинг. Одлучивме оваа година за прв пат да ја доближиме таа професија до помладата популација, но и до оние кои што се занимаваат со сродни дисциплини од областа на контролингот. Наредниот, тоа е овој петок, на 4 декември во 15:30 часот ќе направиме еден бесплатен настан онлайн 100%, го нарековме ABIT Controlling Friday with ABIT или Controlling петок со ABIT. Целта на настанот, како што кажав сега, е да повеќе направиме доближување на професијата која е во зачеток или ајде да речам не се доволни 5 или 6 години промоција. Контролингот е професија која највеќе е застапена во компаниите кои се големи, во топ 100 или во банките. Токму затоа беше добар почеток од 2015-16 кога и се интегриравме во меѓународните институции да го земеме примерот како банките работат, за да го имплементираме или да помогнеме да се имплементира и кон останатите мали и средни компании. Овој настан ќе биде конектор или конекција или еден мегдан каде што може од една страна да ги имаме предавачите, сите кои што се во сетот на академијата и во институтот Хајделберг, и од друга страна оние кои се и реков потенцијални идни контролори и кои што сакаат да се занимаваат во иднина со оваа професија. И сега тука добро е за гледачите да објасниме неколку реченици што е контролинг, нели? Често се прави забуна ние во моментите кога почнувавме да ја промовираме оваа професија, често ја подразбира како интерна ревизија, контрола, измама и слично. Контролингот, ние во ABIT милуваме да говориме реченицата, е маркетинг на сметководство. Значи, како да ја планирате иднината, или како сега е во услови на пандемија, светска економска криза, каде имаме намалена ликвидност, каде буџетирањето и планирањето буквално немаат никаква функција во однос на она традиционално претходно како што било, вие мора да се прилагодите. Како можеме еве сега да прилагодиме иднината на 21 година во март? Тоа е онаа вештина на контролингот. Контролингот не е само работа со бројки, туку и работа со внатре во самите луѓе, познавање на самите процеси, работа и со психологијата на луѓето. Бидејќи вие за да знаете нешто да продадете како бројка, не е само важно да изготвите. Треба да знаете како да пристапите, начинот на комуникацијата, човековиот фактор исто така игра голема улога. Овој настан навистина ќе биде за прв пат кај нас го се вклучуваме, тоест пост деновите на финансиска писменост, тие беа оваа недела ги организирани или финансиските регулатори, Народната банка, Комисијата за хартија од вредност, Асоциацијата за супервизија, Агенцијата за супервизија на осигурување и така натаму, ние и комерцијалните банки, ние се вклучуваме пост, но ете, сме дел. Учесници ќе бидат поранешната министерка за финансии, која што ќе го отвори на една тема за кост контролинг, кризна состојба и влијание врз буџетот. Сепак таа е млад предприемач кој имаше одговорна функција и ќе биде добро да чуеме неколку реченици од нејзина страна. Исто така ќе биде финансискиот директор на Шпаркасе банка, ќе биде стопанственици, ќе имаме гости од Народната банка, финансискиот директор на контролинг и слично. Мислам дека ќе бидеме примамливи, ги поканувам сите кои се млади, идни и ги охрабрувам, бидејќи оваа професија е една од најплатените во Македонија. За оваа професија не ви треба сега, да кажеме една шала по балкански, не ви треба ургенции, не ви треба политика, или ве бидува или не ве бидува. И навистина е некако јас ја нарекувам како занает. Уметност.
буквално разговарате со самите броеви. Еве, например, како да планираме. И сега, кога правите компанија, еве, како млад предприемач, нели, треба да направиме стратегија, визија, мисија. Сега, како сето тоа од хартија, од една приказна, која е креација на вашиот мозок или на некој кој е ваш консултант, помагач, да ја преточиме во реални алатки, да ги мериме перформансите, да знаеме сега зошто сме паднале во март, каде треба да пораснеме, што треба да зголемиме, кои трошоци да се минимизират, кои продукти да се експонираат, кои не, тоа го викаме ние KPI, сега да не видам многу, клучни индикатори на перформансите. Германија е водечки лидер и ја промовираме тука како стандард за воведување и во останатите области. Така. Ете, на кратко. После овој настан следува и третата меѓународна конференција за спречување на перење пари и финансирање тероризам, годинава акцент на COVID-19. Така. Оваа година е трета, исто ќе биде овој 100% онлайн и навистина на огромно задоволство мое, па и на сите можеби во банкарската индустрија. Оваа година ќе отвори директорот на Француската банкарска асоциација, што е навистина престижно име, се работи за една земја која што од топ 5 банки 3 се француски. Ќе биде трет настан. Што е целта на тој настан? Да дадеме информации на сите заинтересенти и професионалци во индустријата, во банкарството, осигурување, во стопанство, сметководители, правници. Од актуелноста на темата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, ние неодамна имавме неколку баш во тие земји западноевропски терористички акции. Перењето на пари е феномен кој што некои земји го толерираат, некои земји за жал го промовираат или го поддржуваат скриено. Ние сме на добра основа, значи нашата репутација како систем макроекономски е добра. Со овој тип на конференции секогаш сме имале поддршка и од владата, и овој пат ќе биде така, ќе биде промовирана ете новата позиција која е баш за борба против корупција. Подпредседателот на владата ни е гостин господин Љупчо Николовски. Исто така банкарската асоциација преку председателот на комисијата на асоциацијата Глигор, бројни говорници, Маја Андреевска, која веќе ја споменаме, одличен банкар и професионалец, некако со неја започнавме во 2014 обуката за поврзана со перењето, спречување на перење на пари compliance или усогласено со прописите и процедурите. Тоа ќе му даде за гледачите да биде по-пластично како ДБК, познато ни е тоа во внатрешните организации и фирми. Буквално не знаете како функционира, еве, например, во телевизија, тој оддел за compliance и има улога да ги следи сите процеси кои вие како една голема корпоративна компанија државна ги обавувате. Маја сега ќе ја споменам, бидејќи навистина ми е чест и вреди да се говори за вакви луѓе, млади интелектуалци, кои се надвор од границите на Македонија, работи успешно во MBG групацијата банка во Малта. Ќе ја користиме како експерт од Малта. Доскоро беше во Македонија до пред 2 или 3 години. И многу други. Имаме експерти од финансиското разузнавање, од Агенцијата за финансиско разузнавање, од Народната банка, генералниот директор на супервизија Викторија, особено ми е мило што и Народната банка се вклучува. И ќе отвори, реков, и францускиот представник и германскиот, нашиот член на управен одбор, професорот Роналд Глех, кој е влијателен професор во Frankfurt School of Finance, една од најпрестижните, таа се вика школа, да е универзитет во Германија. Целта, благодарам прво и за поканата, целта на ова моје гостување сега е да извршам повеќе влијание кон слушателите да бидат учесници. Настанот е речиси со слободен влез, се преувате на Абит страните, а како реков, целта ми е да повеќе анимираме која е важноста во COVID-19 да се справите вие како влада и како приватен сектор со овој феномен или со овој проблем, глобален проблем на перење на пари. Ќе биде интересно да ви спомнам, не знам дали знаете, трета професија во светот е перењето на пари. Ако ги тргнеме на страна трансферот со девизи или девизните пазари, ако ги тргнеме на страна нафтените бизниси, перењето на пари е трета професија и нема ниту вработен, ниту секретар, ниту офис. Перачите на пари може би да се сите, може да сме сите ние, може да сме на било кое место. И најинтересно од аспект на држава,
перачите на пари се најголеми плаќачи на данок. И затоа, кога сте можеби некаде држава, може да се двоумите дали тоа. Имаме ние примери во раните 90-ти, каде некои држави тоа и го премолчувале. И сега тоа било добробит за идните генерации, така да тука е мек данот кој што треба се говори. Што е лошо? Секако дека е... И придобивките и... Придобивки... и предности, но и негативни страни од перењето пари. Добро, сакам да истакнам уште еднаш благодарност, бидејќи на вистина е актуелна таа тема за нашава држава која е секогаш во процес на приспособување. Тука е добро да се слушне и новиот закон за спречување на перење на пари. Тоа особено е добро. Работната група која е во академијата и го работи овој сет на теми и поканата до сите кои се гости предавачи на тие состаноци интерни, таа работна група констатираше дека веќе е во подготовка комплетно нов закон. Тоа мислам дека е добро да се слушне и затоа ги поканувам дури и оние кои не се активни чинители на професијата за комплајанс или за спречување на перење на пари да бидат гости и да ја размениме таа тез. Исто него спомнав и факултетот за безбедност, државниот учествува со свој представник, професорот, така да од сите чинители и секогаш бил ОПСЕ промотор на бесплатни настани, секогаш и амбасадорот на ОПСЕ ни е гостин или промотор. Оваа година само не поддржуваат, бидејќи се во други тековни активности, но секогаш тоа го правиме со една да речем синтеза на авторитети. Така. Синиша, благодарам за гостувањето и за најавата на овие два настани. Секако ние со нова тема и најава на следни настани ќе се видиме во наредните издани од Македонија наутро. Јас исто така уште еднаш благодарам за поканата во гостување.